Добар ден, почитувани. Ја следите најновата епизода на магазинот за родителство. 0+ месеци на телевизија Телма. Главоболките се една од најчестите тегоби кај возрастните. Дали е тоа така и кај децата? Што да се преземе ако детето се пожали на болка во главата? Кои се најчестите причини кои што доведуваат до главоболки во детството? Ќе го запрашаме професор доктор Филип Дума, детски невролог. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блок. Останете на Телма. За главоболките кај децата во денешниот магазин за родителство 0+ месеци разговараме со професор доктор Филип Дума, субспецијалист по детска неврологија во Неуромедика. Професоре, добре ни дојдовте повторно во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, добро ве најдов, благодарам на поканата. Секогаш ми е задоволство да гостувам кај вас. Имаме убава дискусија и се уват пациенти, така да се плодни тие, барем према пациентите што доаѓаат кај мене. Гледам дека овие разговори се плодни и им помагат многу. И корисни. Секогаш има корисни информации, податоци. Еве и ќе ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната емисија на телефонскиот број кој што ќе биде испишан на екранот. Професоре, дали главоболките се чести во детска возраст, бидејќи се една од најчестите тегоби кај возрастните? Па се една од честите тегоби кај децата, негде до 10.000 се јавуваат. Зависно од возраста ги делиме диагностиката, ги делиме на две големи групи. Едната група е на примарни главоболки, како кај возрастните. Исто како кај возрастните имаме и секундарни главоболки кои што се предизвикани од некоја причина. Секундарните се околу 10% од главоболките, меѓутоа секогаш треба да бидеме внимателни да не ги испуштиме, затоа што посебно кај децата клиничката слика не е како кај возрастните, ако е мало дете не знае да каже дека го боли главата, едноставно ќе затресе со главата. Од друга страна, ако некој има дома кој што го боли главата, па ќе игра, бој главата. За да привлече внимание, значи треба да бидеме многу внимателни да ги издвоиме вистинските главоболки, затоа што ако испуштиме нешто во таа возраст има многу причини кои што можат органски да дадат главоболки, ако ги испуштиме тие, после шансите за лекување многу се намалуваат. Професоре, симптомите на главоболка кај децата се исти како кај возрастните? Зависно од возраста. Кај адолесцентите се скоро исти. Кај помалите деца, негде 6 години до адолесценција, се слични, меѓутоа имаат пократко траење. И бидејќи тие деца се заиграни, ги интересираат други работи, не ги прибуваат главоболките така често како што би кажал некој возрастен. Потешко е за диагностика. Може ке бебе да се јави главоболка, ке новороденче да речеме? Може, опишани се такви случаи, меѓутоа тука треба искусен доктор, искусен родител, искусен матичен лекар да препознае дека може да биде главоболка. И како реагираат децата во таков случај, кога не знаат да кажат? Ќе престане да игра, ќе се затресе некој дечука, главата нема дечука, ќе реагира со болка, ама нема да знаеме болка, со плачење нема да знаеме болката од каде. Споменавте дека различни типови на главоболки се јавуваат во детска возраст, исто како и возрастните. Дали тоа значи дека мигрената може да биде присутна и кај децата? Најчесто мигрена као диагноза барем пред адолесценцијата избегнуваме да ја ставиме, меѓутоа мигренозната главоболка, тоа се три типа на главоболки: мигренозна, тензиона главоболка и кластер главоболка. Мигренозната главоболка е една од најчестите, тензионите се после тамо 10-та година или после 20-та година. Кластер главоболките се многу ретки. Така да, најчесто се мигренозни, меѓутоа не е тоа мигрена. Критичен момент е пубертетот. До пубертетот машките и женските имаат иста инциденца на главоболка. После пубертетот женските спрема машките се 2:1. Што значи дека нешто со хормоните има што влијае да бидат почести главоболките. Многу често кај машките ќе не се деси во пубертетот едноставно да исчезне главоболката и да ја нема после тоа. Главоболката има и наследен карактер, така да ако некој во семејството има главоболки од ударен тип, слични манифестации може да има и детето, кој ќе прашат родителите што е ова, мирис. Така да, меѓутоа тоа е добро затоа што веќе имаме една стапка во диагностиката на главоболката. Тоа е сосема добро во диагностиката, иначе не е добро да има и детето главоболка. Апсолутно, но наследната компонента значи е еден од ризик факторите за појава на главоболка. Дали е тоа наследна компонента или е начин на живење, не знаеме. Сега има скоро предавање за алергии, главоболки и алергии. Децата што имаат алергии имаат 5 пати, 10 пати повеќе главоболки отколку децата што немаат алергии. Меѓутоа алергијата сама по себе не е тригер.
Настанот што е механизмот на настанување на алергијата ги провоцира едноставно главоболките. Системските реакции кои што стануваат во организмот поради алергијата ги провоцира главоболки. Силни се тие главоболки кои што се предизвикани од алергија? Па може да бидат силни, секој дете различно ги манифестира и секој човек има различен праг на сензибилност према болка. Некој поднесува голема болка без да реферира нешто, некој и на мала болка реагира многу, така да секој си е различен. А што е со вирусните настинки, бактериските инфекции? Дали тие може да доведат до главоболка? Главоболка инфекција која еднократно е дозволена работа и очекувана работа, така да ако е докажана инфекција, тука главоболката само ќе ја регистрираме, нема да ја лекуваме. Меѓутоа, ако е главоболката со менингиални знаци, некојаш може... Што тоа значи менингиални знаци? Мигрената може да не емитира менингиални знаци, тогаш ќе бараме дали некоја инфекција на централната нервна система. Менингиални знаци се нагодни за повраќање, вегетативни реакции, конвулзии, поспаност, укоченост на вратот. Има кај поголемите деца керниги, бружински специфични знаци за воспаление на централната нервен систем. Така да ако е инфекција и треба да бидеме внимателни дали се работи за инфекција на централната нервен систем, а ако не и кај обичен грип е дозволено да постојат главоболки. Од друга страна имаме инфекции со мамс, со заушки, кај што секогаш има продор на елементи, продорна инфекција во централниот нервен систем, меѓутоа тие менингити и енцефалити не се лекуваат, само се стават под поголема грижа, повнимателно да бидат деца, повеќе да мируваат. Иначе права терапија за тоа не треба. Сега затоа што имаме, сега се отидовме на друга страна, затоа што има деца кои што се вакцинирани, мамсот може да помине асимптоматски и само да ги има тие знаци на менингит и тогаш полно деца непотребно сме ги лекувале додека не дознаеме дека е тоа. Обично кога детето ќе се пожали на главоболка, родителот стравува да не се работи за нешто вака, за некоја ваква диагноза како што е менингитис или пак тумор во мозокот. И на тоа помислуваат. Може и од синуси да биде, може и од тумор да биде, може да биде од удар, може да биде милион работи. Меѓутоа, да, и ние стравуваме тоа, затоа што посебно колку е помало детето, многу тешко да се диагностицира тумор. Во наши услови, каде што се одвоени диагностика, например, ако одите на запад, матичниот доктор ќе ги направи сите прегледи, ќе направи очно дно, ќе направи периметрија, која што е многу битна за тумори на мозок, ќе направи и лабораторија што треба да направи, менингиален преглед и рентген и се што треба да направи, така да многу лесно може да го упати. Кај нас се одвоени, ако матичниот сака да направи очен преглед, треба да го упати негде наочно. Ако сака периметрија се прави души во денешно време компјутерски, меѓутоа треба да оди во некој високо специализиран центар очен, така да барем таа диагностика е оставена во терцијарната диагностика, не би требало да биде. И златна диагностика е магнетна резонанса. Со магнетна резонанса имаме на секој ќоши, во секоја, да кажеме, помалу установа, меѓутоа проблемот што малите деца треба со анестезија да бидат сликани. Анестезија се спроведува само во 3 центри во Македонија. Едниот е клиниката на радиологија, уствари клиниката за анестезиологија ги спроведува анестезиите, другиот е Жан Митрев, третиот е Систина. Таму се прават необичајни гужви, така да кај помалите деца тоа е голем проблем. Иако секој голем центар има анестезиолози, Тетово, Битола, и би можело тоа, Штип би можело да спроведа таа диагностика. Но кога се станува збор за анестезија кај мали деца, очигледно дека тоа е малку не, тоа анестезија, со таа анестезија треба само да го заспие детето, не треба да го оперира, нема да сече нешто, нема да има болка. Треба да го заспие само. Меѓутоа треба да има некој минимален мониторинг во магнетот, да не стане некоја апнеја и така натаму. Тоа се ефтини работи, меѓутоа треба да се спроведат. Така. Професоре, ретки се диагнозите, тешките диагнози кога станува збор за главоболка кај деца? Ретки се, меѓутоа може да изненадат. Битно е и родителите да бидат свесни. Можам да кажем одлични примери, например доаѓа дете, нема никаква клиничка слика, сепак сакам да го видам уште еднаш на контрола за 3 месеци. Он ми доаѓа за 2 години со тумор на мозок. Веројатно да дојде порано ќе направиме магнет, ќе го видовме побрзо тој тумор на мозок, ама кој ќе ги види доктор, кој ќе каже се е во ред, кој ќе каже да дојдете на контрола, родителите се зафатени и така натаму. Не ги кривам родителите, може повеќе се кривам себе си што веднаш направив магнет, ама немаше индикација за магнет во тој момент. Значи може како што споменавте да изненади. Може да се испуштат тие работи и треба да бидеме многу внимателни.
Меѓутоа, секогаш родителите треба да не бидат соработниците, главни соработници, и треба да ги убедиме дека за здравјето на детето, и ако нема ништо, подобро да дојде за џабе, отколку после да се влечка со последиците. А професоре, дали може одредена храна или пак пијалоци да доведат до појава на главоболка? Тригерите на главоболка се многу. Може да биде неспиење, може да биде пропуштени оброци, да може да биде одредена храна, чоколади, банани, сирења, посебно припремани сирења, обработувани сирења. Адитиви кои може што да биде содржат? топлина, адитивите, да, може да биде топлина, може да биде стрес. Меѓутоа, кај секој дете има индивидуално, ако родителите и детето не го приметат тригерот, тогаш немаме начин да го докажеме тој тригер. А ако се посомневат на некој тригер, би требало одредено време да се откаже од таа храна или да спроведе поуреден начин на живот. Секогаш ако во бракот има несогласие, децата имаат повеќе главоболки, што е сосема нормално. На одреден начин се бранат. Значи има главоболки кои што се предизвикани од стрес и се поврзани со емоционалната состојба на децата? Да. Дури ке малите деца тоа се Па главоболката е нешто што се учи. Исто како, например, има луѓе кои што поцрвенат кога ќе се најдат во незгодна ситуација. Главоболката е вегетативна реакција која што се ствара на ист начин, со промена во циркулацијата на мозокот. Значи, главоболката може да се научи. Така да, затоа има и после кој избораме за терапија, има и терапии со кои што пробаме да ги одучиме. Да го запамтам тој дел терапии со кои што се пробувате да ги одучите од главоболка. И кај возрастни, не само кај деца. Ќе продискутираме за тоа подолу во емисијата, а професоре, за која главоболка велите дека е хронична? Колку често таа треба да се јавува? Повеќе од 15 дена во месецот е хронична главоболка. Има такви главоболки кај децата? Има такви главоболки, да. И кај децата ги има. Иначе, за да дадеме некоја терапија, треба да биде повеќе од 2 пати неделно. И тоа треба да биде силна главоболка. Мигрени доаѓаат со прободи во главата, со нагони за повраќање, со бегање од светлина, им смета галама, сака да спијат, ако почнат нешто да работат, се појачува мигрената, така да тие деца и возрастни со мигрената, со мигренозните атаки кои ќе се одспијат, им проаѓа се. Кај возрастните тоа може да трае 2 и 3 дена, кај децата обично трае неколку сати. Ќе легне, ќе се оспие, му проаѓа. А како изгледа тензичната главоболка кај децата? Болката е во вратот, болката е постојана, во водрен, може и цела глава, меѓутоа во водрен дел од главата и трае одредено време и се губи. Тензионата главоболка и повеќе се мускулите и поврзано со мускулите така. Како Но таа е притисок поредка, таа е чувствуваат? после 20 дена како притисок. А кластер главоболките се главоболки кои што се јавуваат во серии и во тек на може да се јават и неколку серии во тек на еден ден или во тек на неколку дена, така да. И тоа тие кај деца се изузетно ретки. За кој тип на главоболка го опишувате како секојдневна хронична главоболка? Манифестациите може да бидат најразлични. И сензибилитетот може да биде најразличен. Обично кај мигрената е едностранна главоболка. Може да има болка околу окото, меѓутоа треба да биде повеќе од 15 пати во текот на 15 дена во текот на месецот, во различно трајање, тоа е хронична главоболка. И сега како изгледа, професоре, прегледот кога некој дете ќе дојде кај вас? Се Што прави добар вклучува? невролошки преглед и према тој невролошки преглед гледаме дали има некои невролошки испади, земаме добра историја, гледаме дали има некои повреди, дали има исто така и со самиот преглед ќе видиме дали има претходни повреди, ожилци. Земаме семејна анамнеза, се обидуваме да видиме каква е семејната ситуација, каква е ситуацијата во школото, затоа што некојаш и школата може да ги провоцира тие главоболки. И ги поставуваме ризиците. А ако е се во ред, ризиците се многу помали. Ако има невролошки испади или ако има некои повреди, тогаш многу похитно треба да се направи диагностика. Обично правиме ЕЕГ, меѓутоа ЕЕГ-то ние да видиме да не е главоболката во склоп на некоја епилепсија, значи едно се прави ЕЕГ-то, или ако дадеме терапија за главоболката, тогаш може да го контролираме ЕЕГ-то, да видиме да на терапијата прави некои проблеми. Иначе само по себе во обичната главоболка ЕЕГ-то нема некоја друга улога. Компјутеризирана томографија на таа возраст не би требало да се направи, затоа што прво не дава доволно податоци, посебно за задната лобенска јама, кај што се најчестите тумори во таа возраст, а второ дете кое што расти хипофиза, кое што расти и минимално зрачење,
Не Не е се пожелно. препорачува. Ако мора да направиме, ќе направиме, меѓутоа тоа компјутер ќе направиме ако е нешто хитно, ако е повреда некоја. Ако мислиме дека има крварење, ако мислиме дека има калцификати, како е туберозна склероза. Меѓутоа иначе магнетната резонанца е златен стандард за дијагностика. Прво е неагресивна и второ дава доволно податоци дали се работи за некој проблем или не. Само што е доста скапа и непристапна за децата. Рентгенската снимка не дава никаков одговор? Рентгенската снимка може краниограмата на повеќе зрачење има, тоа е малце послаб, дава само коските во која состојба се иначе. Ако има крварење големо ќе покаже, меѓутоа рентгенската слика има скори со зрачење како компјутеризираната, така да. Ако помислиме на таква сериозна работа, тоаш компјутер веднаш ако не треба диагностика. Така, значи Ако компјутер. помислиме дека е удрено, дека има крварење, дека од крварењето е главоболката, мора да има претходен удар, мора да видиме травмата, да има кажа. Родителите многу се плашат децата ќе паднат од мала висина на глава. И веднаш трчаат. Трчат, во ред. Тој во ред? По едно-две деца имат и трчат, мислам, нема 10 деца па да не го приметат. Меѓутоа за среќа малите деца тука важи законот на гравитација, кај малите деца главата е најтешка и тие паѓаат на глава. Меѓутоа главата може да поднесе барем додека отворена фонтанелата многу повеќе удари него возрастен. Ако ќе падне од мала висина и нема некој посебен удар. Како После да возрастен никош не паѓа на глава. Возрастен паѓа на потежок дел. Гравитацијата. Гравитација. Професоре, кој пат кај децата е ризичен? Како изгледа таа повреда кога тие треба да го однесат детето на лекар? Ако при сопнување се ударило некој камен на ивица на тротоар. Треба да поврати? Па ако има знаци знаците се на комоција, повраќање, различни зеници, проширени зеници, бледило, срцето брзо бие, главоболка силна, млитавост или така, агитираност, ама тоа се веќе сериозни знаци кои што секој ќе ги однесат. Меѓутоа од дома ако си играло паднало на килим, обично не е ништо. Ма за цела среќа тука отворена фонтанелата може меко неагресивно да направиме да се смират родителите. Тоа е најважно затоа што родителите се супаничени, ако не најдеме начин да ги смириме, ќе биде проблем. Ајде да проговориме за... Споменавте дека има различни причини кои што доведуваат до главоболка, настинки, вирусни инфекции, алергии, стрес и така натаму. Кога детето се жали на главоболка, што можат родителите да направат во домот? Помагаат ли, да речеме, масажите, облога на челото, некои такви домашни лекови, чајче, некое... Значи, прво постои превенција ако детето има главоболки. Превенцијата за главоболките е начин на живот. Прво е редовен сон. Колку часа сон, професора? Па секој си има индивидуално, некому треба 6, некому треба 12, некому треба 12 се уште. Ама секој си има свој ритм на спиење, да не се руши ритмот на спиење, тоа е најважно. Да не пририпува оброци, затоа што хипогликемијата може да или пријадувањето може да. Значи и пријадување и гладување. И гладување може да доведат до главоболки. Физичка активност? Физичка активност обавезно. Кај во повозрастните имаме физичка активност специфична за главоболки, кој што може да ја канализира внатрешната енергија, каде што може нервозата да ја совлада, да ја контролира и обично помага, тоа се јогата и повеќе источничките спортови, може шах, може дури и рибарење, затоа што кога лови риби со сати седи на едно место и се делува смирувачки така. Пешачење во природата, секој си има различни начини на активности, меѓутоа сите тие физички активности доведуваат до нормализирање на процесите во организмот и до намалување на главоболка. Професор, ве прашав, бидејќи се случува децата кои што интензивно тренираат и спортуваат, понекогаш да се жалат на главоболка. Ама главоболката доаѓа од амбиција некојаш. Така да, а и ако интензивно спортува, да, може да се даде, затоа што тоа е веќе стрес за организмот. Интензивниот спорт не е релаксирачки спорт. Таму е такмичење, надпреваредни со други. Ако земеме да например што возат точаци и сите што се активни спортисти, сите имаат хипертрофично срце. Зголемено. Да, зголемено. Не е патологија во таа возраст, меѓутоа после староста може да им прави проблем. Така да надпреварувањето е стрес и такмичење, така да тука значи умерена физичка активност кога зборуваме за превенција на главоболки во детска возраст, а што е со времето поминато пред екран, треба ли тоа да се ограничи, може ли да создаде проблем? Во денешно време тешко може да ги ограничиме и екраните и мобилните.
и компјутерите треба да има некоја нормално користење, меѓутоа битно е ако веќе седи пред екран да биде вака убаво светлина просторијата, не да има директно светло во екранот затоа што има рефлексија, па тоа што да се концентрира да гледа повеќе, значи да биде убаво осветлена собата, да не биде цело време пред екран, да излезе надвор затоа што кога гледаме во екранот гледаме дводимензионално и едноставно мозокот се адаптира на таа дводимензионалност и кога ќе излеземе во природа, тродимензионалноста не збунува. Така да и тоа може да провоцира главоболки. Значи така, тоа може биде треба причина. да биде одредено време кое што ќе биде пред ова, меѓутоа не цело време. Ја деца што се може да работат на компјутер што доаѓаат, може, викам колку возиш точак, толку ќе или колку играш надвор, толку ќе работиш на компјутер. И да учиш. Тука веќе се замислуваат. Ги распоредуваме правилно. Значи не му ги одземаме правата, не го казнуваме затоа што за едно дете да му кажете нема компјутер или нема ова, казна е. Ама го стимулирате повеќе да излезе да прошета и да игра надвор ако во со природа. родителите добро се сватиме, тогаш ќе биде во ред. Секој е приказната различна така. А професоре, смеат ли да се дадат лекови за намалување на значи, болката? прво неспецифични. Со затемнување на собата после некоја мигренозна болка, со мирување, со масажа, со облоги може да бидат топли облоги, ако тоа му помага, што и да му помага. Со услови да заспие и така натаму. Меѓутоа, ако нема ефект, тоа што обично се даваат антипиретици, со тоа што треба да бидеме внимателни, антипиретиците не би смели да ги даваме повеќе од 2 дена во неделата, затоа што после тие може да предизвикаат главоболки. Значи лековите против болка може да создадат болка, главоболка. Да. Исто како лековите против епилепсија што може да не предизвикаат епилепсија. Тоа е лекот е секогаш како што вика старите мач со две уштрици. Значи злоупотреба на антипиретиците не бите тука најчесто парацетамолот и бруфенот се даваат. И ако веќе се дава лек, најубаво да се даде на почеток на главоболката. Посебно кај мигрените има кај адолесцентите, кај возрастните, кај помалите деца не може да го забележиме тоа. Има пред продромална фаза, обично 24 сати пред тоа почнува да пие повеќе течности, станува порасположен, понарасположен, пораздвижен, почнува тотоци дискретно да се значи почнува се менува начинот на комуникација и на внесување на храна. И тоа е обично 24 сати пред главоболката, а кај мигрените има неколку 1 до 2 сати пред главоболката може да се појават и аури. Тоа се заматување на видот или халуцинации видни, може да бидат и слушни халуцинации. И ако даваме лек, тогаш е идеално да се даде лекот во периодот на аурата за да се прекине главоболката. Ако се даде лек, се дава на почеток на главоболката. Ако се развие главоболката, после тоа ќе си го тера текот што сакате да правите. И како што споменавте, не повеќе од 2 дена. Во неделата. Во неделата. Така. И ако е права мигрена, тогаш мигренозна болка треба да се отспие. Со спиењето најдобро. Значи сонот го решава проблемот. И се буди свеж, да. Ресетирање некој настанува. Само уште еднаш да ги поканам гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта на телефонскиот број кој што не знам дали испиша на екранот, претпоставам дека веќе е почитувани од овој момент, значи можете да се вклучите во програма. Професор доктор Филип Дума, субспецијалист по детска неврологија во Невромедика, е гостин во студиото на Телма. Тој ќе ги разјасни бројните наши дилеми поврзани со главоболките во детска возраст, а секако и сето она што вас мачи ќе го појасни. Ние продолжуваме понатаму. Докторе, што е со децата од училишна? И уште behavior терапија со психолог, значи кој што е токму за тоа сакав да зборуваме. За тоа behavior терапијата за одучување од главоболките. Значи како да се модулира начинот на реакција, ако може да помогне. Некојаш помага, некојаш не помага. Имаме и лекови кои што може да се дадат. Секој детски психолог и психијатар работи треба да има со вакво за нешто? стрес, релаксација треба да има посебни едукации. Значи некои методи се тоа за некој стрес релаксирање. релаксацијата е и фамилјарна, семејна терапија. Зашто некој стресот доаѓа од семејството, не доаѓа од детето, така да треба да знае да процени. Многу често за многу ситуации треба целото семејство да се седне за да може детето да се врати во нормала. Родителите од тоа што сака да направат колку што може подобро, некојаш прават прекомерна нега, прекомерна грижа и наједноставно ги провоцираат тие работи. Имаме и лекови на располагање кои што може да се дадат за главоболките, кај децата се тоа малку лекови, кај возрастните огромна палета. Меѓутоа кај децата тие лекови може да направат проблеми и не ги даваме, така да има 2 лека, валпоричната киселина и
топираматот. Меѓутоа се дават исклучително ретко и само кај деца кои што се квалификуваат. Тоа значи да има повеќе од 2 неподносливи атаки во текот на неделата и тогаш се под поинтензивна контрола. Целта ни е не да излечиме главоболката, него да ги преречеме нападите и да бидат интензитетот на нападите да го намалиме. Уште малку ќе се задржиме на лековите, но пред тоа ќе им дадеме предност на гледачите, на нивните прашања. Добар ден за првиот гледач во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Сакам да го поздравам докторот. Јас имам мигрена околу 30 години у левата страна. Така, значи, сепак јас ќе ве прекинам, бидејќи се работи за возрасен. Така, кај мигрената е една, кај примарните главоболки се трудиме една работа да им помогнеме на пациентите нормално колку што може понормално да живеат, затоа што мигрената е работа која што бара отсуство од работно место, која што 24 сати или повеќе ќе ве врзи да бидете неспособни за работа, така да со сите овие мерки да бидат поретки главоболките и да може да се живее колку што може понормално. Значи примарните главоболки тешко исчезнуваат, освен кај машките деца во пубертетот. И со нив треба да се научи човек да живее. Тие ни се партнери за цел живот и треба да ги научиме овие мерки што ги кажавме за начин на живење, за превенција и евентуално медикаментозна, ќе се консултирате со адултен невролог, евентуално медикаментозна терапија за да може да живеете колку што може попродуктивно и попрактично. Иначе стварно е голем проблем мигрената, стварно се голем проблем главоболките, вака ние фино се зборуваме, меѓутоа тешко на тие што ги имаат главоболките. Професоре, можат ли децата да ги надраснат главоболките? Кажавме во пубертетот, само во пубертетот, ама споменавте машките. Што е со девојчињата? Веќе нив ќе се јават во текот на пубертетот? Често се поврзани со хормоните, се јавуваат во пубертетот, се губат во климактериумот. И кај машките и женските до климактериумот, значи тоа да биде резистира. Така, после климактериумот се вртат хормоните, така да кај женските предоминираат машките, кај машките женските и така да некојаш тоа помага да се средат тие работи. Ќе им дадеме предност на гледачите со нивните прашања. Добар ден за следниот гледач во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Добар ден. Ало? Во програма сте, повелете. Ало. Ве слушам. Би сакала да... Дали сум јас во програма? Да, вие сте во програма, повелете. Би сакала до докторот да едно прашање да поставам. Имаме ние дете со посебни потреби. Така. Уште кој беше мал го снимаме на магнитна резонанса и има некои недостатоци, ама не за така нарече докторот. И сега има проблеми, мислам, меѓутоа тие што се пречките, да, меѓутоа на некои моменти е многу нервозен и што би требало да преземеме ние. Многу е нервозен дури. Така, за нервозата. Нервоза не мора да биде главоболка. А колку е поголем, он има, не знам кои му се тие посебни потреби, меѓутоа има сознание за околината и ако има проблеми комуникацијски, ако сака нешто да направи, не може да го направи, тогаш ќе стане и нервозен и агресивен. Не знам колку години и не знам во која состојба, меѓутоа тие комуникацијските проблеми се најчесто причина за нервозата, затоа што вие сакате да му угодите, сакате да погодите што сака, он има некои други желби, тоа се дешава во пубертетот и кај деца што немаат посебен развој, затоа што тогаш комуникацијата малце се нарушува. И едноставно што викаше Душко Радовиќ, не туците своји деца само због тога што личат на вас, или не ги тепате деца затоа што личат на вас. Меѓутоа, битни се комуникациите да се успостават, треба доктор да го види детето, да види што е причината за нервоза. И ако успеете со соодветен третман да ги смирите тие работи, со соодветна едукација и ова, тоа е многу подобро отколку да се дадат лекови за нервоза. Значи не советувате лекови за нервоза да се дават? Кога мора, ако е агресивно детето, тогаш се дават само лекови. Само во исклучителни случаи. Противно да се обидат да го решат. Не главоболки, тоа се други болести. Така, уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до докторот. Имам едно прашање. Не знам сега колку докторот е запознаен со сето ова, меѓутоа во најново време читам некој пирс што се става на ухото против мигрена.
Па прашањето ми е, пошто се става и ки дечиња и ки возрастни, колку е Пирс. докторот за таа метода? Пирсот се ставаше некаде, ако не се лажам, кај увота, за тоа зборувате, така? Да. Да, добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Значи се става пирс во близина на увод и вела дека помага, дали имате некакво искуство со тоа? Добар психолошки третман помага. Ова е добар психолошки третман. Сметате дека психолошки третман, да, дека мене нема? ми се има десен човек, нешто ми правеше проблеми, се расправавме, јас да го најдете, му реков, не изгледаш добро, ме изгледаш болно, други ден завршил во болница и многу ми беше криво што така му кажав. Ама доктор му кажал нешто, сугестија и така да сугестијата е многу јака работа и тоа и ние го користиме во лекување, посебно психолозите. Значи нема некоја точка која што е поврзана точка, со... нема научни докази, може да има, не знам сега да не измислам. Меѓутоа научни докази нема. Јас како доктор морам само по научните докази да работам. А некојаш кај главоболките помага CBD-то, меѓутоа кај деца за главоболки се уште не го даваме. Тоа И е во Америка масло од и марихуана. пушењето на марихуаната помага кај силните мигрени, меѓутоа кај нас тоа не е дозволено, така да THC-то е забраната друга, така да не би препорачал. Меѓутоа има и тие начини на лекување. Многу родители сакаат на децата да им дадат лекови на природна база или некои витамински комплекси за да им помогнат во справувањето со главоболките. Па комбинираат B6, B2, магнезиум, коензим Q10. Дали сето тоа, професоре, може да даде некаков Коензим ефект? Q10 е специфичен витамин кој што се дава кај митохондријални болести и нема потреба да се даде на друго место. Има возрасти кај новороденото кои што сега се дават поново субституциони витамини, тоа е D3, се дава омега-3 и се дават пробиотиците. Пробиотиците, посебно кај децата што не дојат, се рачуна дека се заштита превенција од аутизам. Има некои докази, не се уште комплетни, меѓутоа се дава рутински во одреден период. Омега-3 се дава до 3,5 години, витамин D3 се дава до година дена, кај прематурните може и подолго. Меѓутоа со сите, ако ги земе, ако има детето балансирана храна, ако ги внесува сите супстанции што викаат французите, ако има три бои во оброкот, тогаш тој ги внесува сите потребни елементи и давање на препарати, на готови препарати некогаш е штетно затоа што внатре има бои, емулгатори, стабилизатори. Кои што исто така може има би да химија која што исто причина за така може главоболка. да даде главоболка. Така да лекови ако има индикација да, ако нема индикација начин на живење, малце поголема мотивација, подобро расположение, повеќе наградување, помалце казни. И казната и наградувањето се ист начин на едукација, меѓутоа некогаш децата прават беле за да добијат казна за да привлечат внимание, така да ако тоа се игнорира и ако се пофали кој ќе направи нешто добро, ќе се сврти целата. Меѓутоа сите тие работи се тешки за спроведување ако немаме подолго време со семејството. Кај децата кои што се поголеми, тинејџери да речеме, дали може да се дадат лекови за главоболка наменети за возрастни, но во помали дози? Додека не заврши пубертетот, не. После 13-та година се дава суматриптанот. И тоа суматриптанот треба да биде под контрола на доктор. Го има кај нас го производи алкалоид. Пакување се 3 таблетки, може да има нуз ефекти. Тој се дава исклучиво кај мигрената и се дава исклучиво би требало да се дава исклучиво во фазата на аура. Така да има дејство, меѓутоа после 13-14 години. Дори може да се дават лекови за возрастни, иначе бета блокаторите и други лекови треба добро пратење, посебно за пубертетите кај што се менуваат тие работи многу брзо, за да може да се дадат лековите. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден за него. Ало? Повелете. Ало? Во програма сте, повелете. Видете, сакам да му поставам на докторот едно прашање. Го познавам многу од млади години кога даваше големи резултати и немаме никаков проблем до денес. Сега едно друго прашање да не упати. Имаме девојче 2 години и 4 месеци. Девојчето се знае, буквално се, однапред ти ги читам мислите, меѓутоа се уште не зборува, освен мама, не, знае се, меѓутоа се уште не зборува. Гледам дека некои нејзини врснички зборуваат на таа возраст. Каде да се упатиме, каде би ми дал насока, каде треба да одиме за тоа? Ви благодарам. Да немате подпрашање некој професора? Не, подпрашање. Ви благодарам за вклучувањето. Развојот на говорот е релативна фаза, кај некој се развива многу рано, некој до 4 години не прозборуват и на 4 години најнаш ке прозборуват, обично кај девојчињата порано се развива. Треба еден преглед
детски невролог, евентуално развојно тестирање. На располагање ви е клиника, јас сум во Невромедика, имате и други болници кои што може да ги спроведете тие прегледи. И евентуално, ако е веќе 2,5 години, да се почне стимулација или дефектолошка или логопедска. И ако може нема ништо, подобро да почнеме со стимулација, отколку да го испуштиме овој период кој може да се стимулира после 4-5 година, потешко се стимулира, отколку да го испуштиме период кој може да се стимулира детето. Професоре, што е со аспиринот? Смеат ли децата да се напијат аспирин ако имаат главоболка? После 14-та година. До 14-та година не, затоа што може да направи хепатална реакција и може да го едноставно да доведе до смртен исход. Значи, аспиринот е забранет. Порано го дававме многу. Кога бев на почетокот, и аспиринот не беше главен лек, стварно е многу ефикасен. Меѓутоа, предизвикува акутна енцефалопатија со лош исход, да не кажам како се вика енцефалопатијата, никој нема да запамти. И страда и етрата, страда и мозокот и така да Значи, се избегнува кај децата. Треба да се отфрли како опција во детска возраст. А што е со поголемите деца од училишна и, да речеме, од училишна возраст и тинејџери? Дали кај нив барате да се води, да речеме, некаков дневник кои се предизвикувачи на главоболката, дали може да детектира? Сака дневник со запишување на кога била главоболката, како била. Корисно ли е тоа да се запишува? Корисно е во периодот на психолошка стимулација, каде што психологот може да види како неговите напори действуваат. Колку што е корисно може и да биде штетно, затоа што преоѓаат родителите во еден период на обсесивност, па дали имаш главоболка, па дали имаш, па да запишеме по толку сат на секој повеќе во тефтерот колку што е со детето. А подобро со детето да излезе негде некоја активност отколку да ги запишеме. Меѓутоа, кога имаме психолошки или третман, или кој имаме посебен третман, кој што е бихевиорален третман, тогаш користи многу тој дневник, затоа што психологот гледа како е ефектот, или човекот што го прави бихевиоралниот третман гледа каков е ефектот од таа терапија. Пред да го вклучиме гледачот, да ве прашам, а во однос на лековите, ако се зема лекот, каква е ефикасноста? Ќе помогне тоа кај детскиот невролог? Ако се води таков дневник? Па ако го води родителот, нема ништо против. Меѓутоа, ако не го води, ќе примети дека се поретки, самото дете ќе биде порасположено, ако има ефикасност лекот. Некош нема ефикасност, па го прекинуваме веднаш. Значи не е се онака црно и бело. Има многу нијанси измеѓу. Како беше филмот 50 Shades of Grey. Во голем број нијанси, така. Ајде ќе го вклучиме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав за вас и до докторот. Благодарам. Едно прашање за докторот. Се работи за син ми, 14 години. Така. Еднаш му се има случајно, са бајле го стануваше за во школа и додека се спремаше, значи само што стана како да изгуби свест. Вака му се стемни и буквално како да изгуби свест. На тоа му се чуи само еднаш. Дали беше млитав блед? Да, малку блед, да. Најверојатно е колапс. Не се повторило? Може да се повтори? Не се повторило тоа. Болен беше нешто пред тоа? Терапија да не примаше? Не, терапија не. Само... Настина? Тоа се случи одеднаш. Така, и после тоа колку време се нема повторено? Не, се нема од тогаш повторено. Ако се повтори, некош ќе дојдете на контрола. Ако не, колапс било. Колапс може во секој период од животот да му се деси, посебно ако е истоштен, ако е ненаспан, ако е преспан. Да, може би беше ненаспан доволно. Ама ако бил млитав и ако немал тресење, ако немал помодрување, стегната милица може да има. Само и кратко траеше тоа? Кратко, да. Ништо. Секунди. Така, ви благодарам што се вклучивте во програма. Професор, очигледно дека тоа е смирувачки делува на родителите кои ќе кажете дека не е ништо, но се случува децата кои ќе станат да кажат дека им се стемнило пред очите. Да, посебно пубертетлите, кој ќе се исправи на една што се вика ортостатска хипотензија и сосема е нормално, дури може да се несвести. Во тој момент правилно е да не иде против гравитација, зашто во тој момент кога станува паѓа крвниот притисок, фактички апаратот за одржавање на крвниот притисок уште не е наштелан како што треба, тоа е едноставно објаснување. Тоа што треба да седни назад, да ја спушти главата или ако има кај да легне положба на аутотрансфузија со раци и нозе нагоре и после тоа полека да станува. Ако се несвести, не треба веднаш да се исправа. Тоа е во пубертетот е нормална работа.
Споменавте пред малку дека не секогаш лековите го дават посакуваниот резултат, односно може главоболката и покрај лековите да перзистира и да е упорна. Што во тој случај? Па и пред да почнеме терапија ќе направиме едно ЕГ, ќе направиме еден магнет и секако кога трае главоболката подолго, ако се сомневаме магнетна резонанса ќе направиме, за да бидеме сигурни на која страна сме. Ако нема ништо на магнетната, а евентуално со магнетна географија, во тој случај сме на многу посигурна страна и во тој случај едноставно ќе правиме едукација на пациентот и на семејството како да живее со таа главоболка. А ако се влошува главоболката? Ако се влошува главоболката, тогаш нешто во спроведување на превенцијата и на терапијата не е како што треба. Мада во одредени периоди од пубертетот може и да се влошува, тогаш ќе пробаме со медикаментозна терапија. Таа се дава кратки интервали, 5 до 6 месеци, максимум година дена. И ќе се бориме, ама треба да се научи да живее со главоболката. Кога Тригерите да ги открие, да се бори да ги открие тригерите, кој е големо дете, може да ги открие тригерите. Така. Што ако е стресот еве на училиште? Па треба притисок? да се научи да го совлада стресот. Тоа е, затоа има behavior терапија. Тогаш значи психолог или пак детски психијатар ќе биде решение. Имавме случај кога дете пиеше апчиња за да направи самоубиство затоа што добил тројка од школа во 14 години. А имаме случај кој ќе ги добие сите единици, па гајлеме. Мислам, тој со сите единици подобро го решил стресот. Меѓутоа, треба да се работи на тоа. Треба да има некоја нормална вредност во тие работи. Така, некои деца се поемотивни, Поамбициозни, поемотивни, така да. Треба и родителите да бидат поадаптабилни, да. Ако добил тројка, треба да добие тројка све за ученици. А професоре, кога родителите треба со своето дете да се јават на детски невролог во случај на главоболка? Па ако е село почесто, ако е утринска главоболка, ако е утринска со повраќање, ако е силна, ако го буди од сон, и посебно ако има некој кривење на устата кој ќе биде главоболката или ако има некој претходна невролошка симптоматологија. Така да, ако е многу мало детето, обавезно, затоа што не сме секогаш на сигурна страна. Кај мало дете и сензибилитетот тешко може да се процени, така да може подобро да прегледаме за џабе, да направиме испитување за џабе, отколку да испуштиме нешто, зашто после нема да има лека или тешко ќе се лечи. Колку често имате прегледи од ваков тип за главоболка? Па додека бев на клиника, главоболките беа секојдневни. Сега се малце поретки, меѓутоа и сега има доста често. Иначе на клиника секојдневно има 1-2 пациенти со главоболки. Така да скоро исто колку со другите посебни потреби, да. Значи ова е една состојба која Често што е, па е кажавме, честа, 10 на 1000 деца се, меѓутоа кога родителот ќе ги примети, кога родителот ќе реши да им посвети внимание на тие главоболки, кој ќе го види детето дека повраќа, дека не може да се движи, дека му пречи светлина, дека ќе се склопчи на едно место во принудна положба да седи, сигурно ќе посека да го види доктор. И посебно ако се работи за примарните главоболки, начинот на животот е да ги смириме дека не е ништо и тогаш главоболките поврачуваат. Многу интересно и деца што имаат упорни главоболки, од кои ќе им направиме магнет, главоболките престануваат. Начинот на сугестијата. Да, што споменавте. Да. Само после магнетот вика нема повеќе главоболки. Значи, додека не го направи магнетот, родителите не беа сигурни што е и го прашуваат, имаш главоболки, немаш, имам. Го направи магнетот, нема ништо на магнетот. Наједноставно таа интеракција семејно во друг правец. Се повлекува прашањата. Да, си оди во друг правец интеракцијата. Веќе нема страф од тумор, нема страф од крварење, нема страф од. Така да. А доколку се работи за главоболка која што е предизвикана од алергија, со давање која што со лекување на алергијата се средуваат и главоболки. Значи не е предизвикана од алергија. Алергијата и главоболките се партнерски, во партнерски однос. Главоболката е симптом на алергијата? Не. Процесот што останува, се малку се body language. Процесот што останува во организмот за алергијата, истиот процес ја предизвикува и главоболката, затоа што се тоа васкуларни реакции. На крвните садови реакции. На крвните садови, така и се васкуларни реакции, тоа е тоа. И кој ќе се среди алергијата и главоболките ќе порачат. И фактички лекувањето на главоболките кај деца со алергија е средување на алергијата. Или ако има синусна главоболка, која што не е права главоболка, која што е предизвикана од синуси, а тогаш кој ќе се средат синусите, ако се средат некојаш и тие главоболки ќе престанат. Најлоши се фронталните синуси.
Меѓутоа за среќа фронталните синуси пред 6-7 година не се отворени, не се развиени, така да ако има горе главоболка по под 6 години, тоа сериозно ќе го сватиме да видиме што е. Професоре, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци. На вистина многу работи појаснивте, ни дадовте многу корисни информации и податоци. Само отворивме малце проблематиката, нечу уште многу има да се зборува и така да и областа е многу интересна и посветеноста на родителите и родителите со децата и на децата е многу интересна, така да благодарам и вас, века брзо помина времето. Да, летна. Ќе се видиме во некоја друга пригода која ќе говориме на некоја друга тема. Фала многу. Почитувани, ова беше се во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Пријатно.